Олгица Стојанова, директор на сектор за производство и одржување, во име на целото раководство на фабриката Благој Ѓорев од Велес, на денешната пресконференција го повика на примирје градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски и решавање на случајот. Да го повикам градоначалникот на општина Аце Коцевски јавно на помирување или решавање на случајот. Доколку е во можност да дојде во нашата фабрика, каде што ние би го примиле и би разговарале, доколку не е во можност, ние се нафаќаме и да дојдеме во општина. Додека пак Анита Чакарова, директор на сектор за контрола и одговорна за безбедност, пак со прашање до градоначалникот Коцевски во однос на изјавите што ги даде на пресконференцијата, а поврзани со фабриката позната меѓу Велешани како маслодајна. Од сите институции имаше молк. Значи, зошто? Која беше целта? Зошто немаше знаци за безбедност поставени на патот? Дали е тенденциозно, значи намерно, или од неинформираност, како правилно треба да се мие, да се пере, односно со какви средства. Бидејќи нашите вработени совесно не прифатија сами да извршат перење на лицата. Од друга страна, градоначалникот Коцевски на последната пресконференција посочи дека немаа добиено дозвола за градење, затоа што тие го немаа доставено основниот проект. На ова директорот Стојанова, одговарајќи на новинарското прашање, посочи дека проектот е веќе доставен. Основниот проект е веќе поднесен. Основниот проект си го води фирма која што го поднесува, ние не можеме сами да го поднесеме. Но Стојанова не можеше да даде точен датум. Немам датум. Линија до си го води, они сега до ИЗИС го доставуваат нели проектот кој што претходно го водеше друга служба, меѓутоа не добиваа, постојано се жалеа. Урбан проектинг го водеше претходно овој проект, меѓутоа се жалеа дека од општина не ги добиваат потребните информации.